Добар ден, ученици! Јас сум Оливера Петрушевска и сум оделенски наставник во Основното училиште Аврам Писевски од Скопје. На денешниот час по природни науки ќе ја разработиме наставената содржина прозирно или не. Но најпрво да видиме што ќе учиме денес. Денес ќе учиме дали сите материјали прават сенка и кои материјали се прозирни, а кои не. Да се подсетиме. Што е сенка? Како се добива сенка? И кои материјали прават сенка? Еве пред вас една сликичка на која што е представено едно дрво заедно со неговата сенка. Сончевите зраци не можат да поминат низ дрвото, меѓутоа зошто? Затоа што истото не е прозирно. Тоа подобро ќе го видиме ако внимателно ги проследиме и следниве фотографии. На нив се прикажани едни рачиња кои што се насочени кон зидот и изворна светлина која исто така е насочена кон зидот и со самото тоа се формира сенка. Сето ова вие може да го пробате и кај вас во вашите домови. И од ова заклучуваме дека кога материјалите не ја пропуштаат светлината и таа не може да мине низ нив, во таков случај настанува сенка. Имаме една мини вежба во која што се прикажани звездичка, пчелка и сонце од едната страна, од другата страна се нивните сенки. Меѓутоа, по измешан редослед. Ајде да видиме дали секоја од нив може да си ја најде сопствената сенка. Еве, сонцето веќе си ја пронајде својата сенка. Звездичката исто така си ја пронајде својата сенка. И пчелката си ја пронајде својата сенка. Малку ќе истражуваме. Ќе истражуваме кои материјали ќе ги користиме денес за нашето истражување, односно како да дојдеме до заклучок што е прозирно, а што не. Имаме кеса, која што ја користиме најчесто кога пазариме во маркетите, и таа е прозирна. Картон. Во случајов имаме картон во боја, него го сретнуваме насекаде околу нас, но тој не е прозирен. Пластика. Имаме пластични чаши, кои што не се прозирни, но убаво е да знаеме дека имаме пластични чаши кои што се безбојни и истите се прозирни. Стаклото како материјал, односно стаклената чаша, еве изгледа вака, ја користиме во нашите домови и таа е прозирна. И медицинска газа, која што е изработена од бела ткаенина со дупчиња низ неа и тоа ја прави да биде полупрозирна. Заклучок. Од ова истражување заклучивме дека материјалите се делат во три групи. Материјали што се прозирни, материјали што не се прозирни и материјали што се полупрозирни. За вас, дечиња, има активност за дома, односно да истражувате во својот дом кои предмети се прозирни, полупрозирни и непрозирни и истражувањето да го забележите во оваа табела тука пред вас, што ја гледаме. Односно, таа е составена од колона со предмет, вид на материјал, прозирно, полупрозирно и непрозирно, во зависност од тоа кој материјал ќе го истражувате. Еве, јас да ви помогнам. Го одбрав предметот молив, видот на материјал дрво, односно моливот е изработено од дрво и моливот не е прозирен, не е ни полупрозирен, туку е
непрозирен. Ви посакувам успешна работа и уживајте во истражувањето.